Кога се работи со голема љубов, посветеност и креативност, публиката брзо препознава квалитет, особено најмладата публика, која одамна ги засака шармантните анимирани ликови Биби и Боби. На премиерата на новиот цртан филм Волшебната шума во Синеплекс во Скопје, децата беа восхитени што можат да се фотографираат со омилените јунаци Биби и Боби и да ги гледаат нивните нови доживувања со гласовите на Сладјана Војошевиќ, Сашко Коцев, Сашка Димитровска, Никола Ристановски. Арт директор на филмот е Михајло Димитриевски, режисери се Димитар Аризанов и Јосип Здравковски. Веќе 6 години анимираните јунаци од светот на Биби се значаен дел од детството на најмладите во Македонија. Вечерва сме на премиерата на најновиот филм. Биби и Боби одат во нови авантури и тоа во Волшебната шума. Не очекуваат многу неизвестни моменти, преполни со возбуда, нови песни, нова музика, модни реви и што уште не. Светот да биде продолжува со киноискуството за најмладите. Волшебната шума е амалгам од 4 различни автори. Во нашето семејство им посакуваме добре дојде на Божидар и на Марта, кои што имаат парчиња напишано за вечерашниот филм. И тука се старите и проверени сили Билјана Цренковска и мојата маленкост. Карактерно сме посилни за 7-8 нови карактери, кои што се надевам дека ќе им се допаднат на децата, затоа што тие се најжестоки критичари за науката. Продолжуваме со педагогија без демагогија. Се надеваме дека овој филм ќе остави впечаток и ќе биде на некој начин поттрек да го направиме и следниот чекор, а тоа е долгометражно. Во овој филм можеме да кажеме дека имаме една локална револуција, предводена од една храбра верверичка, дека имаме една волшебничка која што има проблеми и ја загубила својата магија, дека имаме еден зајак кој што не знае што да облече на најголемата забава во шумата и така натаму и така натаму. Да речеме дека има доста интересни теми. Филмот се составуваше повеќе од една година, затоа што се повеќе приказни вклопени во една. Заедничка им е Волшебната шума, каде што се случуваат сите овие настани. Нормално има и нови ликови, тука што кажа Бојан. Приказни за поучни, ги имаат повеќе сценаристи за да се добие различно светло. И затоа мислам дека ќе им се допаднат на младите. Нормално тука ги има веќе ликовите Биби и Боби, мрзливците, зазулците. Прилично се интересни. И сега јас прв го гледав и повикувам сите кои сакаат да дојдат да го видат. Чувството е прекрасно кога веќе имаш нешто пред тебе готов производ, посебно анимиран филм што во македонската кинематографија беше прилично запоставен долг временски период. И кога гледаш нешто свое на екран и гледаш фидбек, деца кои што се радуваат, ги знаат ликовите, вештарката Фиб. Убаво е чувство да израдуваш некој, посебно кога се деца, тоа уште повеќе. Светот на Биби веќе се пресели на нови локации, сега сме во центарот на градот. Имаме план во септември, мислам дека е месец кај кога оваа година ќе видиме на пазарот на целата поранешна Југославија. И малку широко. Се преговара, се работи за отворање на јужноамериканскиот пазар и сме во исчекување на одговорот на пилотите што се направени за нас. Во време кога за жал на децата им се достапни огромен број несоодветни и агресивни содржини, од непроценливо значење се филмовите и серијата со Биби и Боби, кои им даруваат на најмладите знаење, забава и смеа преку интересни и оригинални приказни и на литературен македонски јазик. Најважно од се, најмладите учат за вистинските вредности и за тоа како да станат добри луѓе.